Почитувани, во дувот на демокрацијата со поддршка на 2500 лица, кои се наоѓаат во издржување на казна затвор во казнено-поправните институции, 2500. Да, 2500. Во Република Македонија, како членови на нивните семејства до Собранието на Република Македонија поднесовме предлог иницијатива за донесување закон за амнестија. Постојат многу аргументи за и против амнестијата. Кај нас амнестијата е уставна категорија и Уставот дал можност законски да биде регулирана. Кривичниот закон ја предвидил во својата содржина. Во Република Македонија на полни 15 години не е донесен закон за амнестија. Затворите се преболни, условите во нив под секое ниво. Смртността е исто така во затворите зголемена, а буџетот кој се одвојува посебно за секој затвореник статички меѓу најниските во Европа. Примената на амнестија представува исклучок од правилото дека е неправилно да секој сторител на кривично дело ја добие заслужената казна. Но содавањето на амнестија не се задира во правото на трети лица кои се засновени со пресудите. Оштетените секогаш може да ја надоместат штетата и да ги повратат одземените предмети. Свесни сме дека оваа идеја нема да биде лесно прифатена, че има бројни замерки, конфронтации, а можеби и напади. Меѓутоа, охрабрени од фактот дека најпрво оваа идеја пристигнуваат самите затвореници, кои по прв пат низ институциите на системот се обраќаат користејќи ги аргументите на правната држава и отворено зборува за проблемите со кои се среќаваат во затворите и барат милост од политичката власт. Еден од аргументите за амнестијата е дека секогаш постои можност во одредени случаи да се донесе погрешна пресуда, заснована на заблуда и факти, и околности или пак пресуда за основана на лажен сведок во постапката. Дури и злоупотреба на ПИН мерките, па во овој случај амнестијата е коректив на правото. Затоа го молиме парламентарното мнозинство да собере сили и да покаже политичка волја за донесување на ваков закон. Единствено амнестијата била коректор на судството и добар почеток на реформите во судскиот систем. Го доставиме предлогот закон за собранието и верувавме дека постои политичка волја со закон да се реши ова прашање. На 11 јули собранието ни известија, писмено ни известија, дека нашата иницијатива за донесување на закон за амнестија е прифатена. Јако уредно известени сепак остана наглови и до денеска е 19 ден, не се најде време кај народните избраници да се предложи на дневен ред ниту поединец, ниту пак пратеник, ниту пак парламентарна група. Сакајќи да го испочитуваме патот за достава на нашата документација, надевајќи се дека тие по службена должност ќе ја известат и владата на Република Македонија, поточно премиерот господин Зоран Заев, но до овој момент тие не го сторија тоа. Затоа ја известуваме македонската јавност дека во наредните денови ќе го доставиме предлог на закон за амнестија до премиерот, не чекајќи тоа да го стори собранието. Ние семејствата ќе побараме лично прием доколку бидеме примени, за да го појасниме предлогот и да кажеме дека од истиот не се откажуваме. Законот е направен по барање од над 2500 лица кои што лежат по затворите. Од семејствата изготвен и од нашиот избран адвокатски тим и правилно би било после 15 години да се даде амнестија, бидејќи нашите затвори не се европски затвори, а ние сме држава која стремееме да одиме во Европска унија и НАТО. Меѓутоа, со вакви услови, со вакви закони, со вакви катастрофални во затворите не би може да одиме во Европа и НАТО.